Гледачи, уште едно издание на Откриени тајни. Ви благодарам што сте со нас. Откриени тајни е мотиватска емисија, има за цел да ве мотивира. И доколку успеваме да го направиме тоа, тоа не прави срекни и тоа е целта на оваа емисија. Во секоја емисија одбираме по некоја тема која што е интересна за вас или од различни дискусии кои што ги имам со вас како гледачи, и секогаш може да ми пишете на моите социјални медии. Ве храбрувам да го направите тоа. Знам дека огромен број од вас тоа го прават и сум благодарен и секогаш наоѓам време лично да одговорам на сите пораки. Така да во дискусија со вас секогаш избирам по некоја тема која што мислам дека ќе е погодна за поголемиот број, затоа што некои нешта се провлекуваат кај поголем број на гледачи. Така да денес ќе избирам да зборувам за тема која што е поврзана со тоа како да ги надминеме стоповите во нашиот живот, а исто така ќе зборувам и на почетокот сакам да зборувам малку на тема недоверба. И сега, верба, недоверба е интересна тема, сум ја спомнал предходно, но она што сакам да го кажам денеска точно е дека се разочаруваме во многу луѓе. Многу луѓе не имаат разочарано никој. Знаете, имате луѓе кои што ќе ве разочарат. Можеби девојкава ќе се разочара од момчето или момчето ќе се разочара од девојката или некој ќе не знам, едноставно нема да си го држи зборот. Но гледате што се случува. Во тој момент оттаму продолжуваме да живееме нешто кој што ни го оставил некој друг човек, зар има тоа логика? Гледате, се менуваме кога почнуваме да не веруваме. Зошто се сменам? Затоа што ќе се сменам на полошо, ако почнам да не верувам. Знаете, ја не викам дека треба да се верува на секого, не е подобро би да верувам на секого, отколку да не верувам на никого. Поради тоа што вербата ми дава простор, вербата ми дава едноставно ми ги крева емоциите и вербата ми дава самодоверба. И кога јас не верувам во прекрасните луѓе кои што се во оваа студија кои што ми дозволува да ја реализирам оваа емисија, нема да дојдам тука, гледате, нема да сакам, ја нема да имам доверба. Доколку не верувам на моите гледачи, доколку не верувам на публиката, кога држите предавање, не можете да имате самодоверба. Вербата е клjuč за прво нашата самодоверба и второ да можеме да го реализираме тоа што сме го зацртале. Поради тоа што често пати луѓето кога ќе се разочараат, веќе немаат ни цели, немаат ни идеи, се плашат да го наметнат својот универзум или своите идеи или своите визии врз светот. Поради тоа што нешто ги разочарало. На некој начин, ајде да мислиме вака. Доколку имало некој човек кој што ви сгрешил во животот, за мене, на некој начин, начинот да му се одолжите е да успеете и да продолжите да верувате, а не поради него да донесем одлука да не веруваме. Знаете како тоа би било? Замислете, имаме дадена ситуација, порано ви текнува колку ги државме куќите, секогаш беа одклучени, барем кај нас, кај што живеевме. Едноставно немавме ни клуч на вратата, некојаш и навечер беше одклучена. Така, зашто? Поради тоа што имавме верба. Поради тоа што имавме доверба, имавме слобода, имавме волност да комуницираме. Ајде да направиме една аналогија или споредба. Имате некој човек и некогаш ќе влезат краци и ќе украдат. И одеднаш човеков ќе ја забарикадира куќата со не знам, со железни прозори, ќе се заклучува, ќе биде во страв, ќе биде во стрес, поради тоа што еднаш нешто се случило. Гледате, на некој начин така и духовно почнуваме живееме кога некој ќе не разочара. Од кога од некого ќе се разочараме. Знаете што? Бољи уште еднаш нека не ограбат у животов, ама барем да си го живееме животот како претходно што сме го живееле, со желба за комуникација и слобода, отколку цело време да бидам на штрек постојано нешто повторно да не се деси. Поради тоа што луѓето кои што се разочарале, кои што не веруваат, постојано живеат у хоророт од минатото дека пак истото ќе се деси. И колку повеќе тоа го мислиме, колку повеќе идеме контра тоа, на некој начин повеќе тие работи почнуваме да ги гледаме во околината. Ете, минатиот пат, не беше минатиот, пред неколку емисии зборував за колку е битно да се соочиме со препреките, колку е битно да ги сакаме препреките и колку е битно едноставно да бидеме волни и да искусиме некогаш нешто што не ни се прави. Лете, зборував кога бев помал, како сестра ми, кога ќе ја праша моите родители да направи било што, фрли го ѓубрето и рече, она ќе го фрлеше, немаше никаков проблем. Ама кога мене ќе ми каже, ја бев таков некој кој што се бунтував, ама ја ли ќе ви фрлам ѓубре, и одеднаш тоа беше грешката. Поради тоа што фактички затоа што не сакав да бидам одговорен во куќата. Тоа е вистината. И против тоа што постојано протестирав, против тоа што постојано се бунев, сте виделе како тоа постојано ќе ви дојде. Гледате зашто? Затоа што сакав само слобода. Поради тоа што не ќев обврски, поради тоа што не ќев никој да ме контролира у мојот живот. И што ми се случуваше? Ја привлекував таа контрола.
Гледате, го привлекував тоа. И татко и мајка ми, сега не само што ѓубрето нема да го фрлиш, него сега и садовите ги измиеш. Сега не само сега и колата нема да ја добиеш за излагање. И одеднаш колку повеќе се протестирате против препреки, толку повеќе ќе ги добиете. Сте виделе, ако имате некој дечко или некоја девојка која што постојано, онли ке ме, не дозволувам никој да ме контролира. Каков маж, нема ни еден маж да ме контролира. Сте имале некојаш ситуација да видите некоја таква девојка и ќе видите како во животот точно завршува со мажи кои што ќе ја контролираат. Зошто? Затоа што она го креира тоа. Видите, против секое што протестираме го привлекуваме. На се што не му веруваме ни доаѓа. Ако ја смениме мислата на позитивно, и ако речеме, окей, се случило една, можам да го фрлам ѓубрето, сте виделе луѓе кои што немаат проблем да бидат контролирани, све ќе направат, ама кога неќат и ништо не може да ги присили, но немаат отпор, едноставно се окей во врска со сето тоа. Така и со недовербата. Мислам дека начинот да им се одолжиме на луѓето кои што не разочарале е да не се смениме во однос на вербата. При тоа што најдоброто од нас, ова го кажувам често, не е за нас, најдоброто од нас е за другите. Ако не ги сакаме другите луѓе, нема да го дадеме најдоброто од нас. И многу е битно да работиме на нас. Зошто е битно да работиме на нас? Поради тоа што доколку ние не се смениме кон позитивно, нема да можеме да видиме убави работи во другите луѓе. Во другите луѓе ги гледаме оние нешта кои што ние ги имаме. И ако гледаме само негативности, тоа го имаме во нас. И луѓето кои што постојано гледаат недоверба и се плашат од другите луѓе, на некој начин ја земале таа недоверба и е кај нив. Луѓето кои што имаат верба, гледаат верба во околината. И повторно ќе кажам, не значи дека секогаш треба да не ги проценуваме добро луѓето, поради тоа што за тоа има многу емисии кои што се поврзани со емоциите, поради тоа што врз база на емоциите можеме да процениме некои луѓе, дефинитивно можеме да знаеме на кого полесно да му веруваме, но подобро е да го задржиме тој позитивен став на верба, поради тоа што на тој начин креираме простор каде што ќе можеме ние да бидеме среќни. И тоа беше првиот дел кој што сакав да го зборувам за оваа емисија, поради тоа што се соочувам со вакви работи често пати во текот на денот. Работам лични консултации со луѓето, многу често доаѓаат луѓе кои што се разочарале од животот, ќе се разочараат од некоја друга личност и така натаму. И затоа сакам на некој начин да го поврзам и со вториот дел, како да ги надминеме стоповите во животот. Во животот секогаш ќе имаме стопови препреки, затоа што животот е таков направен. Но доколку не истраеме за да дојдеме до некоја цел, на крај, поради тоа што на патот на целта ќе имаме препреки. Целта, препреки, слободи, секогаш го зборувам тоа, имаме цел, препреки, имаме начини како да ги надминеме тие препреки, тука сме ние. Сега сакам да ви кажам еден трик. Сакам да ви кажам нешто. Секогаш кога зборувам за цели, правам споредба со децата. Децата се мајстори како да ги постигнат целите. Сигурен сум дека родителите го знаат ова. Ви се случило некогаш детево ќе дојде и сака да му купите нов точак. И ќе почнати збори за точакот и тоа што го зборев во претходната емисија, зборев за цели, за визуализација, така натаму. Детево се гледа како вози точак, детево е у тој филм дека го има точакот, детево више го чувствува точакот. Немате избор, знаете дека ќе попуштите на крај. Но детево не се откажува, можеби месец дена трае целата идеја дека треба да му купите точак. И што се случува на крај кога ќе одлучите, затоа што кога тие препреки во вашиот ум ќе ги снеме и кога детево ќе истрае на целта, вие ќе се откажете од стоповите, вие ќе се откажете од препреките, вие му ги ставате препреките на детето, викаш не може, сега немаме пари, не сега, зима е, не сега, чекај уште малку, препреки, но што ако ние не се откажеме? Знаете што ќе се случи ако не се откажеме? Другата страна која што не ги става препреките, ќе се откаже и таа ќе стане заинтересирана. И сега од стопер, од некој кој што ви ставал препреки, ќе се сврти целата таа негова енергија и она што ќе се случи, ќе ви помогне. Гледате, тоа е универзумот. Универзумот не тестира. Не тестира колку можеме да издржиме ако ни каже не. Исто е како со децава. Децава, во продажбата што е клjuč? Дал вербата на детето или вербата на родителот ќе победи. Гледате, вербата на родителот, вербата на детето е дека оно сака да се види и сака да го има тој точак. Родителов не верува дека тоа треба се случи, односно има своји причини во умот зашто тоа да не се случи, финансиски или какви да се. Но кога детето ќе истрае, во умот на родителот се менува нешто.
И знаете што се случува кога на крај ќе се заинтересира родителот за да му го купи точакот? Обично ќе отидете да купите точак и ќе речеш не мораме да купиме овој основниот модел што го бараше, дај ќе купиме со сите додатни оправи. Гледате, секогаш ќе додадете на целта на детето. Сте виделе некојаш ако сте биле во продажба, имате некои луѓе кои што продаваат и на крај имате препреки, имате купувач кој што ќе ви каже немам време сега, не можам, јави ми се утре, ама продавачот истрајува. После некој време повторно му се јавува на телефон и вика ама си досаден, прекини, значи ќе ти исклучам, остави ме, не. Продавачот е заинтересиран, сака, затоа што знае дека ќе му помогне со неговиот продукт, сака да му помогне, не се откажува. И обично после некое време купувачот ќе попушти, ќе биде заинтересиран и одеднаш не само што ќе му продадете нешто основно што сте сакале да му продадете, него можете во тој момент да му продадете уште многу други работи, поради тоа што тој е веќе заинтересиран. Исто како со децава. Децава сакале основен модел на точак, но одеднаш родителот кој ќе ги надмине своите препреки, која ќе стане и тој заинтересиран за точакот, ќе додаде на тоа што детето го сакало. Зошто ова го кажувам? Поради тоа што истото тоа ни се случува со нашите цели. Ако не се откажеме да дојдеме до целта и сме сакале некоја цел, знаете што ќе се случи? Универзумот ќе не награди со додатни работи, исто како родителите што го наградуваат детето со додатни работи, исто како што купувачот ќе купи додатни работи од продавачот, така и универзумот ќе ни даде екстра нешта кое што можеби ние не сме се надевале дека ќе ги имаме. Секојаш додека ако истраеме, ќе добиеме повеќе од тоа што сме го очекувале, поради тоа што така некои нешта функционираат. Кога ќе ги надминеме сите тие стопови, кога ќе ги надминеме сите тие препреки, се менуваат некои нешта и целта се збогатува со работи кои што некојаш воопшто не сме ги ни очекувале. Сега зборуваме за стопови, зборуваме за луѓе, зборуваме за различни ситуации во оваа емисија. Никогаш не ни е целта да идеме контра некого. Секогаш во мојата емисија зборувам дека слободата секогаш доаѓа од разбирањето. Никогаш не доаѓа слобода од кавга и од неразбирање, од протест. Слободата секогаш доаѓа од разбирање. Доколку ја разбирам зошто, можеби некој член во мојата фамилија не ми го поддржува, не ми ја поддржува целта, јак имам слобода ако разберам што му се случува на него. Колку често имате ситуација, јас секогаш ја кажувам оваа ситуација, мојот татко беше лекар, јас имам завршил медицински факултет и ја обожавам медицината, во еден период му реков тато сакам да сум ова што сум сега. Гледате и во тој момент он имаше добра желба за мене, не знаеше што значи да си ова. Како мислиш сега ќе држиш предавање, зошто тоа кој го бара, ама ти си доктор, имаш титула. Гледате, луѓето имаат секогаш тргнувале од добра поидобна точка за мене. Знам дека и моите родители сакале сигурност преди се за мене. Гледате, сакале да бидам во добра состојба, сакале едноставно да ми помогнат, но гледате, јас сум знаел што сум сакал. И истото тоа се случувало и со моите родители. Сум истрал на патот каде што сум сакал да држам предавање, каде што сум сакал да им зборувам на луѓе за тема умот, како стресот настанува, зошто болестите, грото од болестите ги викаме психосоматски или болести кои што умот му ги прави на телото. Тоа е тоа што мене ме интересирало. Гледате, на крај татко ми на почетокот протестираше, но на крај беше човек кој што најмногу луѓе носеше на моите предавања. И ви кажувам, доколку ја одржите таа позиција, гледате, тој имал некоја грижа. Ево го татко ми. Не тргал од лоша работа, тргал од страв кој што тој го имал за мене. Но не можете стравот на некој човек да му го тргнете ако направите компромис со тоа што ќе бидете. Никогаш. Гледате, ако јас си имам позиција кој што си ја држам и знам што сакам да бидам, знам кој е мојот пат, знам дека е трновит, никој, гледате, игра е. Животот е игра. Знаете, на социјалните медии имаше една порака каде што таткото му зборува на сина, добро вика дете, зашто ти секојаш го одбираш по тешкиот пат? А он вика, тато, јас само еден гледам. Ти гледаш два, ја не гледам два. Ја го гледам тој пат кој што го имам, тој пат е пред мене, тој пат сакам да го одам. И е многу тешко некојаш кога немаме поддршката од околината да го одиме патот кој што сакаме да го одиме. Точно е дека некои други луѓе може го гледат подобриот пат за нас, но треба да имаме разбирање и они кон нас дека и ние не го гледаме тој пат кој што они го гледаат, но и едноставно тие да имаат разбирање дека ние сакаме да искусиме нашите препреки во животот и да го одиме нашиот пат. И кога имаме таква хармонично разбирање, дефинитивно секое недоразбирање може да се претвори во разбирање. Но
Што се случува во дадени моменти кога е тешко да му објасните на некој човек кој што е во вашето окружување зошто го сакате тоа што го сакате. И на некој начин дури човекот со најдобра намера околината може да стане стопер за вас. Може да ве стопира во тоа што сакате да го направите. Но гледате, што се случува ако има човеков свој страв, еве го стравот кај него. Во неговиот ум. И сега стравот за да се намали кај него ќе вика, знаеш што, дете, ама ти наместо да си ова, за да те прифатам, за да те сакам, за да те толерирам, стани ова. Стани ова. Затоа што кога ќе си ова, ќе те сакам повеќе и знаеш што подобро ќе биде, на некој начин ќе ме релаксираш мене. Луѓе, нема да се деси тоа. Гледате, човеков ќе стане нешто кое што не е. Гледате, губи својата позиција, ќе стане нешто друго. Кај човеков, кај родителов пак има страв. Знаете зошто? Поради тоа што тој страв е негов страв. Не е поврзан со стравот на синот. И одеднаш вика, знаеш што, ама се стани се, дај магистарски, треба да направиш или што и да, не дека има лошо, немојте да ме разберете погрешно. Само измислувам примери, многу често на моите предавања давам примери за едноставно измислени ситуации. Знаете, ќе сака родителот да станеш нешто друго, кое што за него он мисли дека ако си тоа ќе те сака повеќе. Не. Ете, овој човек треба да биде сакан на некој начин од самиот почеток, без разлика што и каков е. И тоа е поддршката која што сакаме да добиеме. Поради тоа што ако јас треба да бидам нешто друго за да бидам сакан, јас нема да сум јас. Но на овој човек стравот нема да му се загуби. Ќе му остане. И после тоа треба да станам нешто сосема трето, кој што уште понесреќен ќе ме направи. Ама затоа што сакам да му ја задоволам желбата на татко ми, ќе станам нешто друго кое што не сум. И после некој време повторно имате протест, повторно негодува, повторно ти наоѓа мани. Никогаш не е доволно. Знаете зошто? Поради тоа што има ум кој што не плаши. И за сето ова зборев во претходните емисии. Знаете кој е начинот кој што, барем за мене е вистина, како да го намалите стравот на овие луѓе кои што на некој начин добронамерен имаат страв, колку и да звучи тоа чудно за вас, поради тоа што едноставно сакаат вие да бидете безбедни. Знаете како да го надминете, да се справите со нивниот страв, поради тоа што треба да сватиме дека прво тоа не е наш страв, тоа е нивниот страв. Начинот беше да успеам релативно. Така, ја не мислам дека сум успешен и сакам уште повеќе да успеам. Зошто? Поради тоа што некојаш луѓето ќе речат успеав и тоа ше стоп. Ети мој пријател би сакал да го кажам, кој што е многу популарен во овие кругови на мотивацијски говорници, вика секој сабајле кога ќе станам и викам на мојата сопруга, добро кога ќе успеам. Поради тоа што се дека има цел да успее, гледате има движење, се уште е на патот. Кога ќе речеме сега успеав, тогаш имаме стагнација и стоп. Така да, гледате, кога ќе дојдете до некоја позиција каде што сте поуспешни, ајде да кажеме не дека сте успеале, сте поуспешни, тогаш неговиот страв ќе го снема. И во тој момент кога почнам да креирам поголеми предавања, татко ми сакаше да донесе луѓе на моите предавања. Поради тоа што му се изгуби стравот, поради тоа што виде дека ќе успеам и виде дека можам да се носам со сите проблеми во животот и постоењето. Сега, некогаш околината околу нас, замисли имате ситуација, ви имате толку многу убави идеи, толку многу убави цели и сакате да ги споделите со некој кој што е околу вас, само тој вибрира на некоја пониска емоционална скала или е во страф или како и да вие ќе му кажете нешто и тој така со еден коментар како да не се, од кај се тоа ќе го направи. Нешто ќе ви каже сопругата или нешто ќе ви каже таткото или нешто ќе ви каже мајката. И однаш бум, се редуцираме и паѓаме. И тогаш можеме да ги селектираме нив дека се стопери. Но гледате, тоа не ни служи. И не е исправно. Зошто? Поради тоа што кога некого ќе кажеме дека ни е стопер во нашиот живот, фактички на тоа нешто му даваме моќ. Ако кажам јас не успеам поради тоа што имам 100 стопери околу мене, гледате, релевантно е дека некој има кој што ве стопира, точно е. Но знаете како да ги надминеме стоповите и да ги надминеме луѓето кои што не стопираат? Успејте во целта. Гледате, нема да е ништо помоќно од тоа да успеете. Дури за луѓето кои што некогаш ве стопираат, на тие што ве сакаат ќе им помогнете поради тоа што стравот ќе им се растерети, на тие што не ве сакаат, на некој начин ќе им покажете дека едноставно не може да се играат со вас, поради тоа што вие сте поистрени од нив, поради тоа што ви имате конструктивна цел. Ако напуштите некоја конструктивна цел,
за да се разберете со човекот кој што сака да ве стопира, нели веќе сме стопирани? Нели веќе му даваме моќ на него? Нели веќе му даваме значење на негативното? А каде е насоката на идењето кон целта? Гледате, сме напуштиле. И наместо да имаме конструктивна игра кон нашите цели, за да ги направиме сите околу нас безбедни, да знаат дека едноставно ќе успееме, или ако имаме некои кои што стварно се можеби негативни или се завидливи, кои што не сака да допринесат на нашата игра, покажете им на нив дека едноставно не може да си играат со вас и дека не може да ве стопираат и дека сите коментари кои што ќе дојдат негативни кон вас на некој начин ќе бидат игнорирани, занемарени, поради тоа што идеме во насока на целта. Гледате, начинот како да ги надминеме стоповите и препреките не е да влеземе во игра со тие кои што ни ги креираат стоповите и препреките, туку начинот како да победиме со оние луѓе кои што ни стават стопови и препреки, не да играме игра со нив, туку да се вратиме на нашата игра, на некој начин да забрзаме во таа сфера, да ја зголемиме дури и целта и одговорноста уште поголема, за да ни даде толку многу мотив и желба и елан да стигнеме до таму, да самите ние се отфиксираме од другава игра, како да ја покажам на жена ми, на мајка ми, на татко ми, на кој да е, дека ќе успеам, затоа што во моментот кога ќе почнете да се покажувате и докажувате на околината, почнуваме да губиме. Да. Првиот момент кога ќе почнеме да се покажуваме и докажуваме и едноставно да почнеме да разглобуваме, а гледате, не функционира. Гледате, некогаш имате луѓе кои што едноставно може да ве разберат и ќе ти кажат нешто и ти ќе му кажеш и ќе му објасниш зошто го сакаш тоа. Едноставно тој ќе разбере. Но што се случува ако имате ситуација каде што имате некој човек кој што постојано те предизвикува за тоа што го правиш или постојано не те одобрува за тоа што си? Гледате, колку пати сте се обиделе да покажете или докажете, и ако човекот сам не гледа што вие правите, без разлика колку и да ќе му зборите да му се објаснувате, нема да го разбере тоа. Поради тоа што очигледно човеков не го гледа тоа што вие сте. Не го сваќа тоа што вие го сакате. Зошто постопати да му се докажувате? Одете во насока на целта и како што кажав на самиот почеток, работите се вртат. Дури и најголемите ваши опоненти ќе почнат да ви стануваат сојузници, поради тоа што гледате, на крајот кога ќе изоидите патот, без разлика колку трновит бил, и кога ќе доеме до целата, и кога ќе имаме некој релативен успех, луѓето во околината секогаш ќе ви кажат, знае дека ќе успее. Но процесот и кога сте го оделе патот, може би биле малкумина или сте биде единствениот кој што верувал во вас. Но најбитно е да верувате вие дека ќе успеете во вашата цел, поради тоа што тоа е основа за сигурност и самодоверба. Ви благодарам многу. Се гледаме повторно наредната недела. Доколку имате прашања и коментари, ве охрабрувам да ми се јавите лично или да напишете на социјалните медии.